Утре ќе се одржи во Младинскиот културен центар сајмот на универзитети. Уникомпас е насловен. Сега зошто се организира тој, кои универзитети се ќе бидат представени, за кои професии разговараме во продолжение. Од мојата десна страна е Гоше Николов, тој организатор, и Александар Истевски, тој ни е од студентското собрание, така? Да, како представник од студентите. Да. Ви благодарам што дојдовте. Добро утро. Добро утро до вас и до гледачите. Ви благодарам и за поканата. Се надевам дека ќе помине онака како што сте го предвидели, онака како што ви е во план овој голем саем на универзитети, но која е поидовната цел? Да се понуди повеќе опции за студентите? Може би тоа ќе ги збури, или пак што е поентата, што е целта на организирање на ваков саем? Така. Ќе започнам од самото име, како го представуваме ние како најголем саем на универзитети. А зашто велиме најголем? Затоа што во поновата историја на Македонија немало ваков настан, барем не во овој формат и не по број на учесници како што имаме ние. Значи имаме представници од неколку државни универзитети и повеќе од 30 факултети кои што се дел од нив. Сега која е поентата? Поентата е матурантите и идните студенти кои што нели во овој период сега веќе размислуваат пред објавување на конкурсите за тоа каде да го продолжат нивното образование и каде да се запишат на факултет. Сакаме да им понудиме платформа, односно на едно место и во исто време да им бидат на дофат различни академски опции и можности за да дојдат на лице место и да ги разгледат буквално сите опции и можности. Сега зошто? Например, како што споменав, немало ваков настан, односно универзитетите се организираат нивни отворени денови, засебно, или има некои регионални или локални сајми на кои што има учество на 1 до 2 универзитети. И сега, например, ако некој студент, односно матурант, решил да се запише, да речеме, на некој факултет за информатика, но не е сигурен на кој факултет сака да продолжи, например, факултети за информатика има на Свети Кирил и Методи во Скопје, има на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, има на Битолскиот Туклу и на неколку приватни универзитети. Тоа значи дека очекувате да има студенти од целата држава? Така, очекуваме присуство на матуранти, идни студенти од целата држава. Да кажам, да, од цела држава. И се со цел да се погрижиме, односно да им овозможиме на што повеќе ученици од различни краеви на државата да дојдат. Во соработка со неколку општини организиравме бесплатен превоз, така што може да разгледаат на нашиот интернет портал од каде се нудиме бесплатен превоз и да се пријават на формата за регистрација, се со цел да им го лесниме тој момент на пристигање од нивните градови до Младинскиот културен центар во Скопје. Утре од 10 часа чинам рековте почнува? Така, почнува од 10 до 16 ќе трае и во целиот овој период на 6 часа постојано ќе се случува нешто. Имаме навистина богата програма, најразлични активности, значи само ќе нафрлам сега вака за почеток, освен представувањето на универзитетите, исто така ќе имаме и кариерно советување и насочување, ќе имаме исто така и работилница со психолог за кој што сакаме преку неа да ги спремиме матурантите за следниот чекор од нивното образование. И исто така ќе бидат присутни неколку компании и организации за млади. Добре, ве сега Александар како добар познавач и во контакт со студентите, што можеш да кажеш ти од пракса и од искуство? Доаѓаат веќе со одредена цел идните студенти, што сакаат да студираат, само си бараат соодветно место, нормално и финансиски и така натаму, и по место положба, затоа што ги споминавме факултетите низ државата, или пак доаѓаат со еден афинитет кој што си го имаат во себе кон одредена професија, но сепак се заинтересирани за професијата која што носи најмногу финансиски бенефити, па се насочуваат кон таа. Што се случува во реалноста? Можам да кажам дека во реалноста сите овие фактори нормално се земаат ги разгледуваат сите овие фактори, но поентата е дека најмногу се фокусираат, можеби еден дел од што ќе слушнат од некој, бидејќи немаат директен контакт, и самиот факт што ќе има на едно место сите можни, не само факултети, пример информатика на сите универзитети, на дел универзитети, туку ќе можат да видат и различни професии. И сега битно е за студентите да си разгледаат опции, што сакаат, и можеби да видат дека тоа што за обично за кој што имаат пасија, па слушнале дека нема пари во тоа, тука може да се разбие некој таков мит или некој пример дека немаме кадар во Македонија за одредена професија, па да може тука ќе се запознаат со многу добри професори кои што
ќе сватат Ке ми дека представат професијата во иднина, Да. која може повеќе да ги примаме. Ова ве прашувам во контексти на тоа што на пазарот на труд едни професии и едни работни места се преполнуваат, а други пак тежнееме за кадар. Имаме страшен дефицит. И дали може би тоа преовладува кај младите на популарност на професија? Ги споменавте информатичарите и ве прашувам во тој контекст, ти чинам дека е така период. Да, така. Јас баш сум и од Финки и мислам дека многу колеги што ги имам запознано во прва година, многу од нив се откажале бидејќи без разлика колку е популарно, не секогаш може да се победи делот на едноставно. Не се пронаоѓаш. Да, не се пронаоѓаш во тоа и многу е битен тој дел тука на сајмот да се види, а и вториот дел е можеби не е до толку драстично, сите мислат ќе дојдат на информатика факултет и автоматски ги имаат сите финанси, да се вработат. Ќе имаат финанси. Добро, можеби тука е клучна улога ќе играат и тие психолози кои што велите за кариерен развој. Чинам дека кај младите, не знам дали ќе се согласите со мене, ама ако некогаш постоело како мнение дека сега се избира идната професија, не ја гледаат толку сериозноста. Ајде ќе го пробам тоа, па ако не ќе го сменам за нешто друго, како да го победиме тоа? Тој момент, можеби сега ќе ми одговорите, затоа се тука психолозите за кариерен развој да ги посоветуваат, но дали само тие се доволни? Што може да направиме за да го победиме тоа мнение? Вака, јас прво не мислам дека е нешто страшно ако почнеме да студираме нешто, па после прва или втора година се префрлиме на некоја друга насока или друг факултет или дури по дипломирање ако работиме нешто друго. Затоа што на 18 или 19 години, да, ние самите без помош од некогаш во случаи од професионални лица, не можеме да знаеме што ќе сакаме да работиме понатаму во животот, затоа што како растеме, како што се развиваме и како созреваме, после си се пронаоѓаме некаде. Но да, затоа тука е улогата на оние професионални кариерни советници кои што ќе бидат дел од настанот. Тие се патем дел од програмата за кариерно советување на Националниот младински совет на Македонија. Идејата е оние матуранти, средношколци кои што уште не се сигурни што сакаат да запишат или не се сигурни дали тоа што сакаат да го запишат е вистинскиот избор што треба да го направат, може да се посоветуваат со овие кариерни советници кои што ќе им помогнат во носењето на тие тешки одлуки, нели, во наводници. И сега како изгледа тоа кариерно советување? Матурантот доаѓа, ќе имаме најмалку 20 кариерни советници на лице место, така што матурантот доаѓа, бара советување, при што му се дава да решава еден краток тест во писмена форма и после тоа следува разговор. Проценка, веројатно. Така се прави проценка и после преку разговорот кариерниот советник го води и му дава, нели, насоки околу тоа кој според тоа резултатите од тестот и, нели, потенцијалите што ги покажал и афинитетите, амбициите што ги покажал средношколецот. Александар, сакаш нешто да додадеш? Би сакал да додам ова дека исто така битно е ова бидејќи моментот обично кој највише влијае на, нели, на студентите, на идните студенти, да. Тоа биле и родителите. И затоа сметам дека исто е многу битно или преку кариерните советници да дојдат до сознание дека не е само или биди доктор или во информатика оди има пари, туку битно е да се види во што си добар, бидејќи ако не си добар на крај на денот и во најдобрата професија или ако не ти се допаѓа, нема да успееш како што би сакал и нема да бидеш целосно среќен. Ги споменавме родителите како клучна алатка и најголем ветер во грб и поддршка за идните студенти во избирањето на својата професија. Нема до крај да се согласам со тебе дека не знаат што сакаат, секогаш знаат што сакаат. Јас чинам дека уште од мала знаев што сакам и точно целев кон тоа што го сакам, а тоа е ова и секој сака да му се реализира сонот без разлика дали во моментот финансиски бенефит ќе има или не, и треба тоа да преовладува како мнение да се реализира секој млад човек. Родителите играат клучна улога. Родителско каче вие подготвувате. Што сакате со тоа да постигнете? Да ги посоветувате родителите дека треба да ги остават студентите, идните студенти сами да изберат? Или сакате и на нив да делувате за некоја професија, за повеќе информации, да добијат некој афинитет кој што го имаат младите, повеќе да се запознаат со таа професија, па што ќе биде бенефитот за да можат и тие да се уверат дека таа добра за нивните деца и да ги поддржат понатаму.
буквално се ова што Некако треба да ги смириме родителите. Гледам јас. Треба да ги смириме затоа што како што кажа Александар, во општество како македонското родителите уште се еден од главните фактори кои што влијаат на изборот на одлука каде да го продолжам моето образование или каде да се запишам на факултет. И токму затоа го спремаме тоа родителско катче каде што исто така со професионалец и со психолог ќе им понудиме на родителите ефективни комуникацијски стратегии за тоа како да ја олеснат комуникацијата, како подобро да комуницираат нели со нивните деца. Нема да им кажеме оставете ги сами да размислуваат, затоа што родителите се важен фактор, меѓутоа ќе им помогнеме да го разберат стресот и притисокот со кој што матурантите се соочуваат во оваа фаза од нивните животи и ќе им дадеме некои насоки и техники за тоа како да им дозволат да направат разлика помеѓу насочување и притискање. Значи како да им дадат насока, но сепак и да им остават простор. Се надевам ќе успеете. Се надеваме и ние, тоа е всушност целта. Така што во оваа прилика би сакале да упатиме покана до ние гледачи ваши кои што се родители, старатели или баби и дедовци, дека саемот не само што е наменет за нивните внуци и за нивните деца, туку можат да дојдат заедно и тие со нив, се социјални елити да добијат сознанија, исто така за можностите за вработување, кариера, студиските програми, начините на аплицирање и влегување на факултетите и слично. Јас се согласам комплетно со тоа што кажам. Сметам дека тоа е најбитно. Мислам, мене ми текна уште кога се запишував, дека еден од побитните е така, родителите или сестра ми, пример. И кога разговарав со нив, мислам, тоа беше еден од клучните моменти, дека, мислам, сестра ми била на финки, и ми раскажува искуство и ми раскажуваш кои се други можни опции, јас си размислувам, после од тие најблиски кругови, после тоа сам си продолжувам со некоја проценка и тој начин на комуникација мислам дека е еден од подобрите и се надам, мислам, тоа ќе се изведе преку оваа работилница. Посакувам реализација и отворен пат за сите млади кои што ќе дојдат и реализирање пред се на нивните соништа и она што сакаат тие да го постигнат и се надевам дека ќе зборуваме за некои позитивни искуства по завршување на овој саем. Тој е поддржан од многу фактори кои што дополнително веројатно и се поддршка за младите во нареден период. Така што се гледаме, се разбира, се гледаме и во следниот период, нека помине со лесно, нека помине како што сте го предвиделе. Ви благодарам многу за подканата и за поддршката.